Председателот на тој суд му е платата со се сите додатоци околу 180.000 денари. Мојата плата како премиер е 155.000 денари. Ајде, таму вели, годишниот судски буџет останува под минималниот пропишан со закон, а тоа е 0,8% од БДП. Албанија вели 0,17% од BDP. Ние сме 0,30%. Молдавија напредуваат кон Европската унија 0,18%. Законот вика 0,8% од GDP треба да даеш не на судиите, туку за правосудните и судечките органи, не за судиите. Он го злоупотреби тоа за да каже демек судиите земаат големи плати. Не. Значи правосудниот систем треба да има 0,8% од државниот буџет. Правосуден систем подразбира основни судови, апелациони судови, Врховен суд, Уставен суд, суди, стручни соработници, администрација, вештачења се плаќаат, рочишта се плаќаат, струја, вода, ти реков ми рече. Тоа е еден голем систем кој што треба да се одржува. Законот вика дека треба да имаш 0,8%. Споредбено со другите држави, они немаат веројатно таков закон и немаат долна граница. 0,8 е минимумот кај нас, кој што според закон би требало да му се додели на судската власт. Судската власт подразбира све обвинителства, се комплет. Се прават на пример истражување кога е обвинител бара вештачење, тоа се плаќа од буџет. Сега ако нема доволно буџет да платат едно вештачење, нема да го направат вештачењето и нема да донесат правилна и исправна судска пресуда или нема да направат правилен обвинителен акт или предлог. Поентата на Христијан е да го намали судскиот буџетот за судската власт за да ги ишутира. Во смисла на она што го читаше Христијан, 0,17 од буџетот Албанија дава за плати на судии, не за системот. Чи лаже. И сега поради тоа што он не го почитува законот, на пример, они министерката за финансии, сано би требало вие да му речат обвинителите, господине Мицкоски, повикани сте на давање исказ тоа зашто, па законот сте го прекршиле за буџет 353. Така се прави. И да видите како тогаш судската власт ќе воведе правна држава,